Иницијативата за раскинување на договорот за јавно-приватно партнерство за градски паркинзи беше отфрлена на денешната 55-та седница на Советот на општина Битола. Опозицијските советници ја поднесоа оваа иницијатива, кои сметаат дека приватниот партнер не ги почитувал обврските произлезени од договорот за зонско паркирање во Битола. Според нив, договорот треба да биде раскинат бидејќи постоечкиот е на штета на граѓаните. Ние ги покажавме безброј аргументи за тоа дека се направени пропусти околу работењето на оваа фирма. Тие не се слагаат со нашите излагања, кажуваат дека се од техничка природа. Значи не е битно дали се од техничка или од било каква друга природа тие неправилности. Еден недостаток да има е доволен за ова наше барање да биде оправдано и концесијата да им биде одземена, бидејќи тие има период на прилагодување од 4 години за да ги отклонат сите мани и недостатоци. Според советниците од владеачката коалиција, не постојат доволно причини за раскинување на договорот за јавно-приватно партнерство. Укажаните недоследности се проследени до надлежната комисија, која во најкраток рок е задолжена да ги реши. Целта е очигледно на СДСМ не е да се прекини зонското паркирање во градот, туку да се замени приватниот партнер со евентуално некој друг според нивната математика. Сметам дека аргументите кои што ги искажа СДСМ се неосновани, меѓутоа имавме на крајот и некои забелешки заеднички кои што ги констатиравме и му дадовме задолжение на комисијата која што е надлежна за спроведување на договорот, веднаш да постапи на терен и евентуалните недостатоци да бидат отстранати. Договорот за јавно-приватно партнерство помеѓу општина Битола и ДОО Стентон Градба е склучен во 2013 година за период од 6 години.